Али Ахмети го докажува легитимитетот на Дуи преку блокадата на Бадинтер. Законот за правична застапеност, но и пакетот закони од образованието, за кои треба двојно мнозинство. Според информациите на телевизија 24 ќе почекаат подобри времења. Од Дуи за телевизија 24 вела дека конечно на дело се гледа, зошто тие требало да ги представуваат албанците во власта. Гласањето со Бадентерово мнозинство е механизам кој ќе го употребуваме за да не се дозволи гласање на закони кои се во спротивност со интересите на немнозинските заедници. Ние цело време покажуваме дека ова влада нема етнички легитимитет и сега тоа се докажува на дело. Уште повеќе, сега се докажува зошто начелото воспоставено со Мајскиот договор, според кој мандатарот треба да состави влада со победникот од втората по големина етничка заедница и неопходно да се почитува при составување на секоја влада. Одвреди пак со обвинувања. Дуи заради власт ги блокира законите битни за албанците. Тврдат дека со фактот дека од Дуи го блокираат законот за правична застапеност, според нив, Ахмети покажува дека не му се битни правата на албанците, туку само да не остане во опозиција. Дуи не може да преболи што албанците ги пратија во опозиција и затоа сега имаат нагон да ги казнуваат. Се лажат ако се водат од тоа колку полошо за албанците, толку подобро за Дуи. Тој филм не поминува. Вленија користи оваа прилика уште еднаш да апелира до пратениците на така наречениот Европски фронт да се охрабрат и да гласаат за законот за правична застапеност. Извори од ВМРО ДПМН пак за телевизија 24 вела дека реалноста во однос на Бадентер е таква. Порачуваат дека наскоро со изборот на нов министер од партијата на турците ќе се реализира и на дело соработката со пратеникот Илјас Бејџан во собранието, со што власта ќе има еден плюс пратеник од немнозинските заедници, кој сепак е во коалиција со ВМРО ДПМН. Според истите извори, двоецот Изет Меджити и Билал Касами треба на дело да го покаже коалицискиот капацитет и да обезбеди дел од независните или пратениците од помалите партии од албанскиот блок кои се дел од опозицијата.